Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква Божја празнува две големи светила, нејзини чубари на Светата апостолска вера. Едниот од нив е светиот владика икониски Амфилохије, кој што бил владика на тој малоазиски град и учесник на вториот Васеленски собор 381 година во Цариград, најблизок и најдобар другар и пријател на Свети Василий Велики. Исто така денеска го славиме и големото светило, големиот књаз Христов, Александар Невски, кој што бранејќи ја чистотата на православната вера, како благородник руски, влегол во војна со сите ненавидници на православната вера и ги победил. Пред се швеđаните, а потоа и агаријаните, кои што потоа имајќи ја пред себе силата со која што располагал свети Александар Невски и ретко видената убавина, севкупната негова појава зрачела со аполонска убавина. Бог го украсил ем со сила, ем со убавина, ем со мудрост. Така да каганот не можел против свети Александар, се покорил и ги почитувал сите правила на живење според Богочовекот Христос. Такви светила Господ ни дава секогаш кога Светата Црква има потреба од нив и особено во тешките времиња, кога нашите слабашни сили не издават. Кога попуштаме, ја губиме надежта, основните христијански постулати на живење во Христа ги забораваме, особено светото покаяние. И тогаш Христос не подсетува со такви чудесни појави, како што се денес славените светиот Амфилохиј, епископ икониски, светиот књаз Александар Невски. Но и двајцата биле луѓе кои што во целосност ги исполниле барањата запишани во денешното евангелско четиво, во кое што Христос Бог ни зборува во вид на приказка за еден богаташ кој што го обработил сиот свој имот и потоа имотот родил толку многу што тој не знаел каде да го собере, да ги собере родените плодови. И за сето време, внимавајте, тој човек размислува само за себе си и за плодовите што од Бога му дошле, но ниеднаш не помислил дека тие плодови му се дар на живиот Бог и дека се по заслуга Господња, туку сета заслуга за нив си ги припишувал себе си и поради тоа
полагал апсолутно право над нив. Негово единствена ногајле, негова единствена секирација било како да ги собере тие плодови, бидејќи амбарите со кои што располагал биле премалечки за толкав род. И тој се досетил еднаш што треба да направи, да ги урне старите амбари и да согради нови, многу поголеми од претходните, и во нив да ги складира сите добра што земјата ги родила во таа година. И тој сето тоа го направил, и откако го направил, почнал да се восхитува себе си и да се насладува на својот труд, доаѓајќи до следниот заклучок, дека сега не мора многу да се труди, бидејќи однапред за неколку години се обезбедил со се што му е потребно на неговото тело и на неговата душа. И токму тие зборови си ги кажа: а сега, душо моја, јади, пи, весели се. Гледайте, целта на животот на тој човек била во тоа да ги задоволи потребите на своето тело. Тој имал потреба од храна, од одмор, од задоволства, од кефови. Ништо друго не му било важно. А што ќе беше добро да му биде важно, за да не сгреши? Најпрво да се сети на дародавецот на тие блага, да му заблагодари на Господа за таа огромна добивка. Потоа да се сети дека на светот не живее само тоа. Туку има уште некој покрај кој што ги нема благата до кој што тој дошол со Божја помош. Ниеднаш не се сетил на другите околу себе, ниту почувствувал потреба тоа големо богатство да го подели со сите околу себе. Давајќи им на оние што немаат, тој како да дава еден вид кредит, кој што во следните години ќе му биде по силата на љубовта вратен стоструко. Не затоа што тој дава за некого да го задолжи, туку оној кој што прима чувствува морална обврска на дародавецот свој да му возврати со даров. И така христијанскиот живот и животот на човекот воопшто ни сите времиња, ни сите векови треба да функционира. Да се раздава љубовта, да се дели љубовта со другиот, значи да се умножува љубовта. Љубовта е единствениот дар Божи кој што расте и се умножува за онолку, за колку што повеќе ја ситните, ја делите и ја раздава. Се друго за толку повеќе се смалува, а само љубовта за толку повеќе возрастува, се умножува. А и кога ќе ја научиме таа лекција? Кога? Ова златно евангелско четиво е прекрасно. Светата Црква Божја секогаш одново не подсетува на силата на љубов, на даровите што од Бога ни доаѓаат, на потребата да живееме во бескрајно смирение пред Бога и пред другите околу себе си.
никогаш и ништо во своја заслуга не си припишува. Бидејќи ништо наше не е, а то самиот живот ни е дар од живиот Бог. Оној кој што дарот на сите дарови, светоста на животот го има, со животот добива се друго. Но сето тоа друго што од животот ни доаѓа, повторно на Бога му го должи. Единствено нешто, зашто сепак можеме да кажеме дека е наше, е љубовта со која што возвраќаме на љубовта Божја спрема нас. Со ништо друго свое не можеме на Бога да му возвратиме, бидејќи немаме ништо свое за да му возвратиме со нашето собство. Нашето собство е во Бога. Бог е нашето собство. И ние сме Негови браќи и сестри. Така да го поставиме нашиот живот и секој вишок од срцето наше да го поделиме со браќата и сестрите наши. Во слава Господња. Амин.